Македонската православна црква денес го празнува празникот посветен на светиот пророк Илија. Големиот македонски празник Илинден, кој во свеста на македонскиот народ најмногу асоцира на славното Илинденско востание и на Крушевската република, сепак во својата основа го има Свети Илија, лик од христијанската религија кој има значајно место и во народните верувања. Празникот Илинден денес се прослави во сите цркви во Тетово и во Тетовско. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово пред присутните верници света божествена литургија одслужи протопредрак Исаевски. Нека ни е напомош овој голем ден Илинден. Господ Бог преку молитвите на Свети Илија, кој е вистински чудотворец, воскресител, кој го воскресна единствениот син на вдовицата во Сарепта Сидонска, кој 3 години и 6 месеци со неговиот збор преку Божјата сила не заврна ниту дожд, ниту роса, а потоа облеа голем дожд, кој Господ Бог ја прими неговата жртва на брдото Кармел, кој Господ Бог го удостои со најсвет живот, кој е вистински чудотворец и од Бога дар кој имаше за воскреснување и за лекување на многу болни луѓе кои страдаат. Нека подари здравје, мир, благосостојба во нашите христијански семејства. Нека нашите идни генерации вака секогаш доаѓаат новие прекрасни празници. Илинден е ден на македонскиот народ, Илинден е ден на воскресението на Крушевската република, на воскресението на револуцијата на македонскиот род, кој секогаш, иако е толку газен овој народ, иако е толку исечен неговиот корен, сепак и под коренот има најголем корен овој род. Нека не заборават сите оние кои мислат дека овој народ ќе го снема. Овој народ уште повеќе од Бога расте високо и високо како дрво рисјанско, се издигнува се до самиот Божји престол. Браќи и сестри, само слогата и љубовта и единството во Бога и единството меѓу овој род македонски може да не направи вистински творци на оваа држава и творци на идното поколение што се раѓа и што доаѓа. Само така во векови и во вечни векови ќе ја сочуваме Македонија во слога мир, љубов, разбирање меѓу нас, христијаните, но во слога мир и љубов и со другите народи и верски заедници што се тука присутни. Нека ни е напомош Илинден, Господ Бог, здравје, среќа и благослов во вашите христијански домови сега секој вечни векови. Дечињата присутни во храмот Свети Кирил и Методи ја примија светата причест. Верниците палеа свеќи за здравје и се поклонуваа на иконата на светецот, пошто беа прережани и кумските колачи. Пророкот Илија живеел околу 900 години пред Исус Христос во местото Тесвит, поради што во Библијата е наречен Тесвитјанин. Кога се родил Илија, татко му Савах видел необичен знак. Околу детето имало многу божји ангели кои го повивале со оган и му давале пламен да јаде. Ова видение таткото го раскажал и на свештениците, а еден од нив му рекол да не се плаши, зашто детето ќе биде под Божја заштита, зборот ќе му биде силен како оган, животот ќе му биде посветен на Господа и ќе суди со меч и со оган. Името Илија значи крепост Господова. Целата младост Илија ја минал во молитви, често повлекувајќи се во пустина за да може во тишина да се моли и да размислува. Според народните верувања, Свети Илија се смета за клучар кој го отклучува или заклучува небото и го пушта или запира дождот, бидејќи се верува дека тој повела со летните грмотевици. На Свети Илија именден празнуваат Илија, Илјо, Илко, Илинка, Илина.